неколку месеци пред локалните избори кажа дека си незадоволен од неколку министри, дека ќе има реконструкција, дека треба на владата нова свежина, не сите кадри се покажа дека на задоволително ниво и дека ќе има реконструкција. И сега те прашуваат од кој си незадоволен? Кажи, ја не можам тоа јавно да го кажам, ни ги прави будали луѓето кои што се таму. Се испонаша на колешката новинарка сосема непотребно. Ако Беким Сали, како што се наведува, стане прв вице-премиер, тој заменик, тоа значи дека посебно ќе добие министерско место влен за животна средина. Тоа значи дека плюс еден министер ќе добие влен во владата. Логично прашање ти се поставува. Моментот кој што ја покажува твојата авторитарност, тоталитарност и мајндсет кој што го имаш, е тоа јас одлучувам, јас сум мандатар. Тебе мандатар ти имаат направено пратениците. Во собрание ти ја дале доверба. За жал ние не сме демократска држава, ВМРО не е дотолку демократска партија, за да можат да се соберат утре пратениците и да речат чао. Ти одберат нов председател на влада кој што ќе составува новиот состав на влада. Имаш малце помешано брзини. Ако се пратениците незадоволни од тебе, можат утре вака да те сменат. Само не сме таква држава. Поентата на све ова е дека влен најверојатно ќе добие плюс еден член на владата министер. Првиот вице-премиер ќе биде министер без ресор, без портфел. Има информации дека си незадоволен и од работата на Филков, тој е министерот за правда, дека си незадоволен затоа што го форсира носењето на кривичниот законник, со кој што сите криминални дејанија кои што ги прави оваа влада во моментов во иднина ќе бидат судени по нов кривичен закон.